Докажуваме дека со регионалниот самит на Западен Балкан 2025 пред еден месец и со оваа регионална конференција, Скопје го поставуваме на мапата на градови во регионот на кои се дискутираат најважните теми за дигитализацијата на процесите во јавната администрација, во приватниот сектор и како да поттикнеме иновации во секоја од овие сфери, изјави министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски на почетокот на 8-та регионална конференција за и-трговија во организација на Асоциацијата за и-трговија на Македонија. Антоновски посочи дека втор пат присуствува на отворањето на една регионална иницијатива која, како што рече, ја таргетира електронската трговија, развојот и новите предизвици во електронската трговија. Ке се задржам на два аспекта со кои го поддржуваме бизнис секторот и ја поддржуваме трговијата во електронска смисла. Една е платформата за интероперабилност. Повеќе од 76 институции и приватни компании веќе се закачени на истата. Вчера добив податоци за изминатиот месец, имаме над 2,6 милиони трансакции за претходниот месец, што представува раст од 260% споредено со минатата година, вели Антоновски. За разлика од порано, првпат се вклучени повеќе од 10 компании на платформата за интероперабилност, што значи полесна, побрза и бесплатна размена на податоци помеѓу нив и државните институции. Министерот апелираше што повеќе компании да аплицираат и да ги погледнат услугите кои ги нуди Европскиот дигитален иновацијски хаб и да ги искористат бесплатните обуки и можности за приватниот сектор и да се постигне развој. Судскиот совет го разреши судијата од апелацискиот суд Скопје Енвер Беџети, кој се наоѓа на американската црна листа поради сомневања за мито во предметот за масовното преслушување. Одлуката е донесена поради потешка дисциплинска повреда и утврдена недостојност за вршење судиска функција. Судскиот совет спроведена постапка за утврдување одговорност на судијата Беџети од апелациониот суд Скопје. На седницата одржана на 26 мај оваа година донел одлука со која го разрешува од вршење на судиската функција. Беџети е разрешен за недолично однесување, односно за нарушување на јавниот ред и мир, откако претходно не беше разрешен што 9 месеци чуваше во фиока да застари предметот за масовното незаконско прислушување, тврди на Таргет, каде обвинет беше Сашо Мијалков. За оваа злоупотреба на судиската функција Беџети беше казнет за 6 месеци помала плата, место да биде разрешен. Германскиот канцелар Фридрих Мерц го покани сирискиот претседател Ахмет ел Шара да ја посети Германија за да разговара за депортацијата на сириските граѓани. Кога станува збор за депортации, тие се однесуваат на сириски граѓани со криминално досие во Германија. Ке продолжиме да депортираме криминалци во Сирија. Ке го спроведеме планот на конкретен начин, рече Мерц. Тој додаде дека Германија сака да помогне во стабилизирањето на земјата и порача дека има намера да разговара со Шара како може ова да го решат заедно. Предходничката на Мерц, Ангела Меркел, пред 10 години водеше историска политика на отворени врати кон бегалците. Добре дојдени околу 1 милион мигранти во Германија, од кои многумина беа сирици кои бегаа од граѓанската војна. Од тогаш подршката за крајната десница расте, а конзервативната партија на Мерц зазеде многу построг став во врска со безбедноста на границите и миграцијата, ветувајќи дека ќе ги забрза депортациите. Новиот состав на холандскиот парламент се состои од 43% жени, највисок процент откако во 1918 година е избрана првата пратеничка. Според податоците, во парламентот со 150 места се избрани 65 жени. Околу 6% од гласачите стратешки гласале за жени, со што директно влијаеле врз составот на парламентот во рамките на истоимената кампања што постои од 2017 година. Првата жена избрана пратеничка била Сузе Гроенбек во 1980 година. Жените во Холандија добиле право да се кандидираат во 1917 година, а право на глас имаат од 1919. Медиумите оценуваат дека овие избори представуваат важен чекор кон родова еднаквост во холандската политика, со оглед дека претходниот рекорд или 42,7%, 64 пратенички, датира од 2010 година. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје променливо облачно. Ке дува слаб до умерен северен ветер.
Денес и утре во утринските часови се услови за појава на магла, а од четврток до понеделник повремени локални врнежи од дожд. Како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи, под влијание на влажна воздушна маса, од четврток од вечерните часови па се до понеделник следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, наместа пообилни.